Почитувани гледачи, добро вечер. Во претходната емисија зборував за една доста сериозна и доста една драматична ситуација која се случила во едно семејство, а благодарение на моето присуство и моето вклучување во решавањето на тој проблем во тоа семејство, состојбата доби еден сосем друг, коректен ток и исход, благодарение по целото семејство и благодарение по состојбата на членовите на семејството. Всушност, во претходната емисија примерот кој го изнесов е еклатантен пример, личен пример од мојата неуропсихијатриска пракса, долгогодишна, преку 35 години, во која што пракса имам стекнато многу специфични случаеви на случувања во ординацијата, кои ги имам запишано, нотирано и ги чувам како раритети, што во даден момент, во одредени прилики и ги едноставно манифестирам, покажувам или ги за нив или за тие случаеви зборувам. Наиме, во претходната емисија зборував на кој начин е спречена состојбата на така наречениот инцест, збор кој потекнува од латинскиот речник или од латинската терминологија, а во превод инцест значи едно полово општење меѓу блиски членови на семејството или полово општење во семејството на најблискиот круг или во народот уште познато како родоскврнењавање на семејството или во семејството. Всушност, таа состојба, тоа случување испровоцира и предизвика изузетно тежок стрес кај членовите на семејството, посебно мајката, стрес кој нажалост не дозволивме да добие сериозна последица по семејството, а инаку ситуација која како болест, стресот и стресната состојба, односно кризата и кризната состојба во психијатријата се регистрирани како така наречени реактивни психички пореметувања. Значи, самиот момент, подсетувам од претходната сторија, самиот момент кога младата девојка и соопштува на мајката од нејзиниот пријател дека е ќерка на човек кој е македонец и оцелен во Загреб и осознава дека тој е фактички нејзиниот бивши сопруг, е првиот момент на таа тешка, стресна, сериозна ситуација која жестоко ја вознемири и ја доведе во состојба да подоцна бара помош. Наиме, што е тоа стрес? Што е тоа стресна ситуација? Како се манифестира стресот и стресната ситуација? Кои се последиците од делувањето на стресот и стресната ситуација? Што е тоа криза? Какви се доживувањата и последиците од постоењето на кризата и кризните состојби? Всушност, ќе зборувам во моето сегашно излагање, при што за се поединечно ќе дам поблиски објаснувања со јазикот на народот, за да биде сватено, разјаснето и на тој начин управо едукативно да помогнам во семејства кај што постои таква можност да дојде до тој така наречен инцест или до
тоа полово општење меѓу најблиските членови на фамилијата во семејството, што и како да сторат, што и како да се однесуваат. Наиме, сите ние живееме во едни доста неповолни психолошки и социјални услови или фактори кои битно делуваат на личноста, поготово кога се нешто случи изненада, непредвидено, као што велат гром од ведро небо. Тој момент, на таа неповолна, на таа психолошка и на тој социјални момент на драматичност, читам од историјата на случувањето, која го кажала младата девојка пред мајката на нејзиниот син, во неја во тој момент драстично и драматично ја изменила нејзината состојба, нејзината личност, односно веднаш добила една друга психичка состојба со така наречено внатрешно, скриено, реактивно однесување. Самиот збор стрес или самиот збор стресна состојба означува изненада, јака, непредвидена состојба која драматично и сериозно ја руши рамнотежата во личноста, ја менува буквално личноста, или како ја овде имам запишено, ја руши целата нејзина психосоцијална и биолошка рамнотежа кај мајката од оној момент кога осознала дека таа девојка со која нејзиниот син се зближил всушност е ќерка на нејзиниот бивши сопруг, бивши маж, некогашен маж, при што од петни жили мора да направи жесток напор да го спречи тој брак, за да не дојде до состојба со уште подоцна, потешки и подраматични последици. Оваквата состојба, кога девојката ја соопштила сета информација кој е, што е и како е, веќе во мајката на личноста, во нејзината структура доваѓа до така наречено функционално изменето однесување со едно тешко душевно, вистинско расстройство во кое што тој интерперсонални момент, значи тој момент кога размислувала па што ќе биде ако дојде до брак и што ќе биде кога на тој ден кога ќе треба да биде брак, да дојде нејзиниот бивши супруг, неговата фамилија, нејзината фамилија и после 30 години средба со многу сериозни и драматични ситуации, што како вели мајката, јас не можам, читам од текстот, не можам да си допуштам да го доживам, да ја доживам таа функција на тоа внатрешно мое пореметување, при што дефинитивно тој силен акцент дека е то ќерка на нејзин бивши сопруг и дека треба да влезат во брак, во неја направила да реагира бурно, јако, уплашено. Последица на сето тоа, во тие неколку наредни дена, имала сериозни проблеми, тесно врзано за многу делови со нејзиното тело и нејзината психа, за која поединачно ќе зборувам. Фактички, ова јако, непредвидева, изненада, драматична
состојба која изненада нагло ја променила личноста, довела до така наречен реактивни психички до реактивно психичко пореметување. Значи, одговор како последица на информациите кои ги добила од девојката со која момчето сакал да едноставно склопи брак. Што се однесува до стресот е многу битно да се осознаат неколку важни елементи. Прво, стресот кај секоја особа различито делува, интензитетот кај секоја особа е различити, а посебно време на траењето, на делувањето на стресот, на тие душевни потреси кај различити луѓе трајат различито. Поготово, многу посериозни се последиците кога се работи за особи во сериозните години кои и здравствено нивната состојба е во невозможност да го издржи сето тоа што во даден момент се случува во тоа семејство. Така да стресот и стресната состојба како една реактивна, значи мора нешто да се случи интерпсихички, значи интерперсонално, за да се манифестира, е потребно многу малку и то настанува изненада и нагло. Имаме такви ситуации во животот многу. Замислите, се наоѓате кај доктор и ви саопшти докторот ноншалантно, непредвидливо, па знаете, ви имате тешка болест, имате рак. Тоа е тежок стрес за пациентот. Или, например, знаете, вашиот сопруг почина. Постои еден начин на однесување кој е многу битно, постои еден начин на еден пристап многу сериозен, каде што професионалноста на докторот многу битно доваѓа до изразај, да ги саопшти смирено, опуштено, да ги саопшти тие драматични моменти кога се саопштува стресот и стресната состојба. Во едно големо сеќање ми е телевизиската емисија, например, спикерот Здравковиќ на телевизија Београд, кога ја соопштуваше смртта на покојниот председател Јосип Брос Тито после неуспешното лечење во клиничкиот центар во Љубљана, интересно беше неговиот настап преку 20 пати беше повторуван пред камера за да се види кој дел од изразот на лицето, кој дел од изразот на однесувањето, од тонот на зборовите, од гласот на зборовите, ќе биде толку коректен да не направи еден аларм со јак стрес, иако самата информација е стрес, али да не делува алармантно и да направи уште поголема конфузност меѓу луѓето. Најчестите промени кои настануваат во стресот и стресните состојби се категоризирани во три групи. На прво место се под дејство на стресот и стресната состојба настануваат видни психички промени. Психичките промени се манифестираат на многу начина. Као што овде го имав тоа видено и регистрирано. Беше присутен стравот, беше присутна анксиозноста, беше присутна неурозата, беше присутна конфузноста. Значи, психички промени или тегоби кои беа тесно врзани за состојбата која во личноста посебно
се манифестира, се изразува. Дури одеше и во на таква далека, дури анксиозноста имаше момент на прилика на појава на паника. Што ако осознаат дека тој е синот на таа и таа или тој е таткото на тој и тој? Замислите која драматичност во личноста која го доживувала или преживувала сето тоа. На второ место, покрај овие психички промени, постојат и така наречени телесни или соматски промени. Соматските промени се најчесто врзани, читам од историјата, особата имаше јаки главоболки, имаше проблеми со сонот, имаше проблеми со нејзиното однесување. Значи, телесните тегоби или промени се многу шаренолики, почнувајќи од внатрешна вознемиреност, од внатрешна уплашеност, од внатрешни стегање во градите, гушење, страф од инфаркт и така натак. Значи, промени кои се случуваат во телото, затоа се викаат и телесни промени. Постојат третата група на така наречени социјални промени. Социјалните промени се однесуваат на личноста или во однесувањето на личноста во една средина нова или кон таа средина. Овде интересен ми е овај моментот, читам повторно од историјата на каде што стресот и стресната состојба како психичко реактивно пореметување е ставено во така наречена група на воредни состојби во која личностите често пати кога ќе се најдат бидат тие воредни состојби предизвикани или од самиот човек, како што овде имавме случај измеѓу младата особа и младиот син, или може да бидат тие варедни состојби испровоцирани од временските услови. Сетите се доста сериозни временски или природни предизвици може да бидат причин за настанување на стрес. Пример, земјотресот. Сетите се поплавите. Сетите се војните. Тие кои ги има доживеено тие специфични воредни ситуации предизвикани по природен пат, по мајка природа, се сериозно се третираат као воредни состојби кои личноста ја доживува таа состојба како последица на природните измени. Во воредните состојби спаѓаат и така наречени инкултурациони и акултурациони стресови. Што се тоа инкултурациони стресови? Инкултурациони стресови најчесто, што денес сме сведоци, е присуството на миграцијата, присилната миграција, менување на животната средина, менување на животниот начин на ток. Сето тоа представува еден стрес за тоа семејство. Замислите сега во оваа ситуација. Да, дојдеш да синот изразе желба, сакам да живеам во Загреб. Ево веќе имаме типичен пример на така наречена воредна состојба, непредвидлива воредна состојба, каде што инкултурационо ја менува личноста под дејство на стресот. Бидејќи мајката не ќе може да допушти да тој ја напушти таа средина во градот кај што живеел, за да се врати кај таа особа со која сака да
живее, а немајќи воопште сознание дека тоа е негова полусестра. Во акултурационите стресови најчесто се пребројаваат или се присутни стресови испровоцирани или предизвикани во една средина како последица на разни економски ситуации. Денес сите ги гледаме тие економски ситуации, многу често присутни економски кризи. Например, една од нив, јас случајно имав прилика да видам на телевизија, еден типичен пример на еден акултурациони стрес, кој малтене доби карактеристики на паника, а ќе објаснам што е паника, се случи во Загреб. Сте гледале телевизија, сте имале прилика, случувањето со оној познати гигант Агрокор, при што еден огромен број на ситни мали стопанственици кои учествувале со своите производи, со сето тоа во тој Агрокор, и кога требале да бидат исплатени, они фактички банкротирале. И луѓето останале во сериозни економски ситуации, каде што стресот од ден на ден се повеќе присутен, неизвестноста се повеќе присутна, а драмите и доживувањата се посериозни и поспецифични. Кога еден стрес се појави со јак интензитет, буквално личноста ја пребои со стресот, да таа веќе комплетно губи контрола на себе, тогаш не зборуваме за стрес, напротив, зборуваме за паника. Значи, паника е состојба која не само што ја опфаќа личноста, него паниката ја опфаќа и популацијата. Личен пример на паника имавме за време на случувањата на војната 91, случајот со Косово, каде што масовна миграција имаше на луѓе кои едноставно уплашени за својот живот, за својата екзистенција, за своите членови на семејството, масовно напуштава територии кои инаку биле територии на кои живеле не само тие, него и нивните поколенија пред нив. Случајно, разгледувајќи литературата за стресот, дојдов до едни интересни податоци од различити стручни авторитети во психијатријата и ќе си дозволам да ги едноставно цитирам тие славни и изузетно стручни имиња. Например, еден од познатите психијатри, Јунг, кој бил тесен соработник на Фројд, сите личности ги дели на две групи. На така наречена група интровертна и на така наречена група екстровертна. Што значи? Сите сме виделе што такви луѓе, интровертни, екстровертни. Во превод тоа значи, одредени луѓе, сите драматични, сите тешки ситуации, сите непријатни, дури и радости, ги задржуваат во себе, ги кријат во себе. Спротивно на интровертниот кој сето држи и голта во себе и едноставно чути, спротивно на него екстравертниот сега експлозивно го покажува тоа со своите постапки. Алармантно реагира при стрес, алармантно реагира, конфузно реагира при стрес, агресивно реагира при стрес, специфично изменето однесување, неконтролирање, значи личност која малтене ја губи таа психичка и психоемотивна рамнотежа или таа ментална рамнотежа. Зашто стресот е фактички причина за промената на менталната рамнотежа во личноста. Или, например, ако земе нашиот татко на медицината, Хипократ,
многу поодамна, од дамна времена зборува дека постојат 4 типа кои ден денес се вистина така на карактери, односно на структури на луѓе. Постојат така наречени сангвиници, луѓе кои што се страшно активни, подвижни. Хипократ го врзува со движењето на крвта. Спротивно на тоа, постојат луѓе, така наречени колерици, кои, например, се несовладливи, експлозивни и кај нив стресот делува страшно, бурно, драматично, агресивно и онда им го менува и ја менува структурата на личноста. Или, например, спротивно на тоа, постојат личности од групата на така наречени флегматици, каде што едноставно мирно ги преживува стресот и стресните ситуации ги задржува во себе. Спротивно на Јунг и на Хипократ, Адлер зборува за така наречени личности со компензација. Што значи то? Во даден момент, кога во личноста е присутен стресот, таквата личност измисли, најде било каков механизам, со кој механизам фактички го совладува стресот. Значи, врши компензација на таа ситуација. Или, например, спротивно на тоа, Адлер споменува и така наречена инфериорна личност. Значи, се ово е тесно врзано со типот и структурата на личноста. Дали кризата и кризната ситуација се лечи? Изузетно добро се лечи. Ке објаснам терапијата која користев во решавањето на проблемот. Лечењето на специфичноста на болеста, стресот, односно на состојбата стресот и стресната состојба, бара мултидисциплинарно присуство не само на една личност. Потребно е присуство на психијатар, на невролог. Према симптомите потребно е присуство на интерниста. Према симптомите потребно е присуство на хирург, на ортопед. Ако е повозрасна и постара особа, геронтолог. Значи, доктори кои навистина со сета своја професионалност максимално најкоректно ќе им ја објаснат ситуацијата за тоа интерпсихичкото внатрешно доживување во себе, дека е причината за појавата на таквото надворешно реагирање и на такво надворешно однесување кое е испровоцирано со појавата на стресот. Значи, умешноста, професионалноста, квалитетниот приод е битен многу во решавањето во стресот и стресната состојба кај личноста. Медикаменти се користат различити, од така наречена група на транквилизери, од група на така наречени анксиолитици, лекови од група на седативи, лекови од група на хипнотици, лекови од група на бензодиазепини. Јас немам право да споменувам имиња на лекови, бидејќи носам за тоа одговорност, али генерално ги кажувам името на групата на лекови во која секоја група има по 4, по 5 и по 6 и по 10 врсти на лекови кои можат успешно да го користат моментот во совладувањето на кризата. Сартар има речено една многу убава реченица. Живееме во времето на зборот, а зборот е затвор на душата на човекот. Значи, зборот кој интрапсихички е влезен во нашата структура, во даден момент прави рој на мисли, тие рој на негативни мисли прават состојба на стрес, а тој стрес ние го манифестираме кроз една многу драматична ситуација. Еден од познатите филозофи од 4. век, Сенека, вели: Vultus est index animi. Во превод значи, лицето е представник на душата на човекот.
Почитувани гледачи, ви посакувам добра ноќ со зборовите кризата и кризата состојба сигурно, успешно се лечи, само секогаш барајте стручна професионална помош во совладувањето на драматичноста која ви оптеретува вашата психа. Добра ви ноќ и убав викенд. До нашата наредна емисија.